Еленот и срндакот. Во една густа шума си живееше еден пргав срндак во стадо елени. Неговите очи беа големи и мили, неговите шилести уши секогаш внимателно наслушнуваа, а неговиот грб беше ишаран со убави бели дамки. Татко му, кој имаше навистина величествени рогови, беше водач на стадото и беше гордост на сите елени во таа шума. Но, најголемиот негов обажавател, без конкуренција, беше син му. Срндакот му се воодушевуваше на татко му и едва чекаше да порасне и да стане токму како него. Младиот срндак го следеше татка си како верна сенка. Еден ден, двата елена мирно си пасеа кога слушнаа тивко шушкање на лисијата. Веднаш потоа рикна лав, од кој се заледуваше крвта во жилите. Ја наруши тишината во шумата. Тато, што беше тоа? Прошепоти растреперениот срндак, вртејќи се кон татко му. Тој очекуваше да го види својот татко како стои исправен и горд, подготвен да се соочи со опасноста со своите големи рогови. Наместо тоа еленот изгледаше престрашен. Трчај, синко, извикна вознемирено еленот. Исплашен срндакот го послуша без збор. И обајцата се вдадоа да бегаат, прескукнувајќи грмушки и џбунови со високи скокови. Кога стигнаа на безбедно, еленот забележа дека срндакот плачеше, па го праша. Што ти е, малечок мој? Зошто плачеш? Тато, јас мислев дека ти не се плашиш од никој и од ништо, му одговори срндакот разочарано. Сине, лавовите се посилни од нас, елените, а тој лав со сигурност ке не фатеше. Да си храбар, значи да не се плашиш и да ги дознаеш собствените граници. Повлекувањето пред оние кои се посилни од нас е знак на скромност и мудрост, му одговорил таткото. Срндакот свати дека за да ги спаси нивните животни, татко му мораше да се откаже од својата гордост, докажувајќи си себе си дека е вистински храбар. Сега срндакот му се воодушевуваше дури и повеќе од порано. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни. А во коментарот напишете од што се уплашија елените или која приказна сакате да ја чуете следна.